Здраво, полека. Незначителен број граѓани го искористиле бесплатниот телефонски број со кој МВР сакаше да лови прекршување на ковид протоколите. Само 22 пријави стигнале до полицијата од 19:30 синоќа до 11 часот денеска, а 8 од нив неосновани. Екипата на Алфа синоќа беше со полициските службеници кои ги примаа пријавите, а истите најчесто беа за куќни забави. Ајде уште една пријава, населба Црнич. Да, журка. И за Драчево повратно чекам. Ајде. Журка, а? Добро. Ви благодарам за јавувањето, имате пријатна вечер. Дали имаме адреса? Кој е место? Нешто попрецизно, куќа нешто, дали знаеме ли? Од 28 декември, кога беше отворена линијата, вкупно имало само 62 пријави, а дел од нив и лажни. Добро вечер. Каде во Црниче? Значи лажна пријава се работи, така? Во ред ви благодарам. Првиот човек на полицијата, Оливер Спасовски, соопшти дека оваа новогодишна ноќ во која не работеше ниту еден локал била релативно мирна. Имало 16 кривични дела, 5 за непостапување според заседните прописи за време на епидемија, констатирани во угостителски објекти, 3 тешки кражби, 2 неовластено производство и продажба на дрога и по едно дело кражби, тешка телесна повреда, насилство, напад на службено лице, телесна повреда при семејно насилство и за угрозување на безбедноста во сообраќајот. Имајќи ги предвид одлуките, препораките на владата, ограничувањата на собирањето и групирањето на луѓе во приватни објекти, како и насоките за контрола на приватните објекти пред се на викенд куќи, во текот на новогодишната ноќ добиени се 9 пријави и се работи на целосно расчистување и документирање на случаите. Во текот на ноќта имало само 13 прекршоци, 4 за омалуважување на службено лице, 2 за физички напад и по 1 за карање, викање и непристојно дрско однесување, како и за употреба на пиротехнички средства и тепачка.